Се повеќе во секојдневната комуникација меѓу децата и младите можат да се слушнат англиски зборови, за сметка на се посиромашниот речник на македонски јазик, алармираат логопедите и наставниците. Децата многу често уште од најрана возраст се изразуваат со мешање на македонскиот и англискиот јазик, а неретко се случува и првите зборови да им се токму на англиски јазик. Сметаат дека тоа се должи на прераното користење на ТВ екраните и паметните уреди, каде децата со часови на YouTube гледаат содржини најчесто на англиски јазик, но понекогаш и од желбата на самите родители, нивното дете да го владее странскиот јазик од најмали нозе. Посебно изложеноста на Baby TV или да речем на некои цртани од YouTube каналите што ги пуштаат децата, секако англискиот е многу полесен за меморирање отколку македонскиот, затоа што самите зборови се пократки. Јас би рекла да не пуштаат воопшто телевизија, односно екрани барем до втората година од развојот на детето, затоа што во тој период интензивно се учи македонскиот јазик и кога децата би били изложени на мечињот, полесно би било да го совладаат. За подоцна, ете да нема потреба од нас, би рекла. Не ми текнува како беше зборчето на македонски, е реченица која се почесто ја слушаат и наставниците. Тие велат дека учениците сами создаваат средина во која преовладува англискиот јазик, најчесто поради актуелните трендови на социјалните мрежи, со што го губат својот јазичен идентитет, за кој свеста треба да започне од најмала возраст од домот, а наставниците да се трудат што повеќе да ја негуваат во образовниот систем. Во говорот на учениците секојдневно забележуваме мешавина од англиски и македонски зборови. Воедно и самата синтакса е сосема нарушена. Учениците бараат превод и објаснување на зборови за кои се очекува да ги знаат според нивната возраст. Секако дека ни е познато како дојдовме до оваа состојба, меѓутоа ни останува да продолжиме да се бориме и да научиме да си го цениме јазикот. И логопедите и наставниците со апел да се создаваат повеќе книги, интерактивни игри, но и цртани серии и интернет содржини, кои нарана возраст дополнително би ги поттикнале најмладите да го употребуваат и приоритизираат мајчиниот јазик. И од Институтот за македонски јазик, на вчерашното одбележување на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик, токму зголемениот број на англизми навлезени во лексиката и синтаксата на македонскиот јазик, беа посочени како горлив проблем. Од Институтот апелираат што поскоро да започне да се имплементира законот за употреба на македонскиот јазик кој беше изгласан лани, а со тоа да профункционира и новиот инспекторат за употреба на јазиците.